радиото прво пристигнува звукот на пијаното, а зад него виолината со својот треперлив здив. Зашто треба да ме боли срцето толку нежно? Дали овој мек звук навистина се раѓа од моите гради, или е одек што долго го чувам во себе, дозволувајќи ја треперливата мелодија на виолината да се смести во мојата душа, и носталгијата да истече заедно со неа, или може би пијаното ја носи оваа тежина. Во тишината на овој час тој тивок звук повторно ме фрла во далечно сеќавање, во место кое мислев дека одамна го напуштив. Долго скитање и барање се вратив, само за да откријам дека и ова место е само фрагмент од меморија, дел од минато речиси избришано. Дали треба повторно да копнеам по тој фрагмент денес, во ова кревко и нежно време? Ја закопувам мојата осаменост и го кревам погледот кон патот за кој знам дека морам да го следам. Од некој далечен агот доаѓа одек што едва и дише. Не знам дали е бран од пијаното или трепет од виолината, но нежно ги допира старите врати во мене. Врати кои никогаш не се осмелив да ги отворам, соби полни со прашина и изгубени часови, агли каде времето се исушило и останала само тишината. И сепак звукот се провлекува низ пукнатините, како тенка нишка светлина, водејќи ме кон места за кои мислев дека исчезнале, зашто моето срце повторно оди кон патишта на кои не можам да се вратам, зашто носталгијата цвета само во местата што веќе поминале. Вечерва повторно се прашувам во тишина, додека музиката исчезнува во темнината. Погледни го отвореното небо, зарем не се уште сино?